Пратеникот и екс-министер за здравство од редовите на Алтернатива, Беким Сали, доби ресор. Осен прв вице-премиер на местото на Меджити. Тој се предлага за министер за евроинтеграции. Поранешниот портпарол Мухамед Хоџа го презема ресорот за животна средина. Формалните предлози Мицкоски ги достави до собранието. Тоа значи дека од владата ќе треба да се замине Орхан Муртезани, кој сега го држи ресорот за евроинтеграции. За него засега се планира амбасадорско место во Брисел. Веќе има и предлог за разрешување од премиерот и се планира тој да биде ставен на дневен ред на првата наредна седница. Неизвестно е кога ќе биде изборот на новите министри. Ова е првиот дел од владините смени што се најавуваа изминатиот период. Втората фаза во која може да дојде до нови промени се планира по Конгресот на ВМРО-ДПМН и по Нова година. Во меѓувреме владеачкото мнозинство, иако по расцепкувањето на Европскиот фронт на ДУИ засега на свое конто не додаде пратеници, јасно е дека полека го обезбедува Бадентеровото мнозинство што сега го нема. Бадентер е потребен и за дел од законите од реформската агенда, но и за законот за локална самоуправа. Пратеникот Илир Демири кој викендов објави дека излегува од крилото на села во Алијанса и ќе делува независно. За Сител потврди дека ќе дава поддршка на владини закони што се од интерес на граѓаните. Поддршка ќе дадам на сите закони што се од интерес на државата, како европските закони, но и од интерес на сите граѓани. Останува да делувам независно, но идејата ми е племенита, да ги обединам трите дела на Алијанса и на партиски конгрес да избереме ново раководство. Потоа ќе одлучиме што е најдобро за Алијанса, дали да делуваме како власт или како опозиција. Не може да бараме лек за државата ако прво не се излечиме себе си, ни рече Демири во телефонски разговор. Алијанса во парламентот делува со 8 пратеници. Тројцата на села кои неодамна ја напушти коалицијата на Ахмети, тројцата на Таравари делуваат како опозиција. Еден пратеник е од крилото на вице-премиерот Фетаи и тој е дел од мнозинството. Демири засега како независен веќе разговарал со пратениците од крилата на села и Таравари, наскоро и со оној на Фетаи, за првично да формира и заедничка пратеничка група. Катерина Нешкова, Сител телевизија.